Во точно определен временски рок вработените од фирмите редовно ги извршуваат здравствените прегледи, велат од медицина на труд. И во наредните денови продолжува портокалова фаза во целата држава. Високите температури од над 40 степени ќе траат се до 25 јули. Поради топлотниот бран, се уште важат препораките кои вклучуваат да не одат на работа бремените жени и хронично болните и да не се работи на отворено во одредени временски периоди. Вработените од фирмите кои имаат обврска законска за извршување на периодични здравствени прегледи се придржуваат стриктно на уредбата на владата и во точно определен временски рок ги извршуваат здравствените прегледи. По тоа прашање се редовни и фирмите и вработените. Сега колку од фирмите се придржуваат на препораките на владата за работа на отворено во услови на топлотен бран, јас не би можел со сигурност да кажам, бидејќи препораките се изготвени, а дали и колку се придржуваат фирмите за своите вработени, тоа треба да си го кажат од Инспекторатот за по труд и социјална политика. Ги прашавме струмичани како тие го поднесуваат топлото време. Обично бараме сенка, иначе најубаво е да се негде покрај вода. Или на планина може би уште И на побаво. планина таму во планина е најдобро. Шума, зелено, најубаво. Али тоа е најубаво со балје и надочи пеко ден е веќе много жешко. Веќе гледам, вие се движите низ град, после 12 не е препорачливо за движење. Има сенки, може. Кај имаме потреба, ќе излезеш. Тоа е, има потребите, иначе за здравето не е добро. Многу жешко. Разгладувам со ладна вода, со друго нешто. Не това е. Ето, затоа сум дошол из Србија да идем на море. Па затоа дојдов од Србија, да одам на море. Мислите, каде е потопло, во Македонија или Србија? Па слично е и во Србија, ама мислам дека тука е и потопло. Мораме да издржиме, се трудиме. Трудимо се. Владата и надлежните органи постојано ја следат состојбата поврзана со временските температури, се со цел на времено преземање соодветни мерки за заштита на граѓаните.